Meteo Veles. Метео Велес 9 јули 2021 година, како што најавив, видеоанимација ќе се прави за временската состојба што следи во Македонија, веќе од попладневните часови и понатаму, значи за време на викендот и нешто понеделник. Горе на Балканот, изразено нестабилно време има во Босна и Херцеговина, делови од Хрватска, потоа Србија, Белград, Ужице, Вајево, Нови Сад, изразено нестабилно време. Еве гледаме во вечерните часови делови од Косово, Митровица, Зренјанин, Врбас, изразено нестабилно време. Тоа е, значи, го зборувам за попладненови и приквечер часови во северниот дел од Македонија, она на север, на Балканот, значи Србија, Војводина, Босна и Херцеговина, делови од Црна Гора, Косово. Што се однесува за Македонија, сега малку ќе зумирам, за Македонија не се очекува нешто кој знае како силно невреме во текот на вечерните часови. Скопскиот регион, Кумановскиот регион, нешто према Велешкиот регион ќе има врнежи, краткотрајни, но може за кратко време да има и поизразена нестабилност и поран дожд. Тоа ќе биде во подосните попладневни и вечерни часови. Охридско-Преспанскиот регион, Теквешкиот регион, Кичевскиот регион. Значи, ете тако би било време, тај што малку да зумираме. Значи, каде би било тоа? Комановско, Тетовско, нешто Кичевско, према Велешко, може и во Велешкиот регион да проврни и да програми, но тоа ќе биде кратко. Битолскиот регион, потоа е можно и на истокот малку да проврни. Сето тоа ќе се случува, значи, во текот на достните попладневни и вечерни часови, но како ќе биде времето во текот на утрешниот ден? Претпладне ќе има повеќе сончеви периоди, ќе има и поради зголемена облачност понекаде врнежи, меѓутоа врнежите, нестабилноста веќе настапува во овие моменти некаде околу 14 часот, некаде 13-14 часот. Значи, отким пладне, попладне, нестабилно во текот на утрешниот ден. На повеќе места ќе има изразено нестабилно време. Знаете, сината боја слаби врнежи, појаката поизразени врнежи, зелената уште поизразени врнежи, жолтата, виолетовата, црвената, портокаловата, тоа веќе е силно изразено нестабилно време со појава на град, силен ветер и силни поруни врнежи. И изразени грмотевици кои што по вертикала ќе удираат и на громови. Ево ова сега што ќе го видиме. Гледаме овдака, можеме да видиме дека веќе тоа е Тетовскиот регион, па Скопскиот регион, па може тоа да се случи нестабилно и во Кечевскиот регион, Прилепскиот, Охридско-Преспанскиот, Пелагонискиот регион, Битолскиот регион, така речено цела западна, југозападна, северозападна Македонија. Значи, како што гледаме, ретко некаде да не се случи да не завали. Можно е, меѓутоа тоа ќе биде, значи, сосема случајно. Секаде има и сина боја, значи државата не е обоена и во сино и во зелено, но за жал повеќе во црвенкасто, кафена, жолтеникава боја, кој што покажува дека има на места и појава на град, нестабилно време, појава на краткотрајни врнежи грмотевици. Тоа е во текот на утре попладневните часови, после 14 часот, 17, 18, 20 часот. Одиме понатаму, се уште сме за сабота. Еве исто така нестабилно време и во Кичевско-Охридскиот регион, малку да зумирам, поубаво да се види колку може. Гледаме дека каде ќе има нестабилно време. Нестабилно време се очекува во Скопскиот регион, јужно од Скопскиот регион, према Велешкиот регион и Велешкиот регион е можно да го зафати. Не време. Значи, не се гарантира дека е сигурно, меѓутоа треба да бидеме предпазливи за Велешкиот регион. Нестабилно време претежно кон Богомила и извор Чашка, кон Прилепскиот регион, веќе за Прилепи и да не зборуваме, таму веќе скоро секој кога има нестабилно време, прв на удар е Прилепскиот и Битолскиот регион, Преспанскиот регион. Нестабилно време исто така се очекува и во источниот дел од државава. Еве гледаме Македонска Каменица, потоа Телчево, Кочани, Штип, Радовиш, оде малку подоле Струмица. Нестабилно време се очекува и во Гевгелискиот регион, јужно од Кавадарци према Кожу, Паландово, Богданци и Гевгелискиот регион. Меѓутоа, значи, може и нешто послабо, но сепак има нестабилност. За кратко време може да наврне поголемо количество на дожд. Тоа е за сабота, одиме сега за недела.
Недела предплан исто така ќе има сончеви периоди, но во текот на попладневните часови повторно ќе има изразено нестабилно време и во недела. Еве Скопскиот регион, грмотевици, јужно-скопскиот регион, Тетовскиот регион, западниот регион, потоа јужно гранично тромеѓето помеѓу Македонија, Грција и Албанија, Преспанскиот регион, таму може ќе има и град, и на други места се очекува град. Нестабилно време, повторно целиот западен дел од држава, што да спомнам, било каде ќе има нестабилно време, за кратко време рекол ќе има грмотевици, врнежи, изразено нестабилно време. Такво ќе биде времето, значи и во недела. Да не очекуваме нешто кујзне како подобрување на времето, дури некаде ќе имаме и многу поизразена нестабилност, отколку во сабота гледаме колку изразена црвена боја има во Кавадаречкиот, значи Тиквишијата, Неготинско, Криволак, па Велешкиот регион, јужно од Велешкиот регион, западно од Велешкиот регион, околу Солунска глава, Кичевскиот, Крушево, Македонски Брод, потоа имаме Охридскиот, Битолскиот регион и да не ги редам сите понатаму, Кумановскиот регион, одиме понатаму, Струмичкиот регион, Беровскиот регион, Кривополалничкиот регион. Ето тоа е што ќе се случува, значи во текот на недела, а што се однесува за понеделник, ќе има можеби изолирана понекаде нестабилност, меѓутоа тоа реков уште еднаш ќе биде изолирана и послаба. Потоа од вторник се очекува постабилно време и затоплување. Инаку за овие два дена температурите ќе опаднат некаде за 4, 5 и 6 степени за разлика од денешните и вчерашните. Затоплување уште еднаш ќе речам од вторник понатаму, во некаде околу средината на следната недела. Толку од Метео Велес. Метео Велес.